Ја многу малце работи кажав од тоа што се мислев да кажам, ама секогаш е така. да, секогаш е валјда така. Здраво, јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на Медуза Токс. Денеска со мене во студио е фотографката и уметница Сонја Ставрова. Сонја, добре дојде во студио. Како се чувствуваш денес? Здраво, Калија, супер се чувствувам, е возбудено за изложбата што следи вечер, отварањето. Одма со клизач влеговме без хинтови, без ништо. Да, јас кога скролав пред некој ден, го видов постерчето и поканата за твојата изложба која што денеска ќе се отвори, меѓутоа оваа епизода ќе се објави подоцна, така што денес ќе биде во минатото, но како и да е, се договоривме дека вака ќе разговараме. Се работи за изложбата што го носи името Glitches, и во најопшта смисла го истражуваш женското репродуктивно здравје преку твој многу интимен процес. Прво сакам да ни раскажеш како дојде до моментот на овој начин да истражуваш темата и можеби малце исто така повеќе да поразговараме за како се одлучи за ова име, што мене ми е многу интересно, затоа што изворно не е македонско, е нешто што многу го користиме и многу ни дава референци на глич во дигиталниот простор, а ти го поврзуваш со нешто што е многу биолошко и телесно. Така е. Вака, Glitches, ајде прво ќе почнем со името, така ми е полесно. Glitches е како пукнатина, односно во контекст на грешка, односно очекувањата на општеството во однос на женското тело. Значи, моето тело не ги оствари очекувањата на општеството во смисла жената треба да роди до одредена возраст, женското тело е створено, треба да биде перфектно. Сега во оваа изложба ја го представувам женското тело како неперфектно, баш спротивното. Го представувам во контекст на неговата ранливост, во несовршеност, дури имам и некои актови на агресија, затоа што женското тело се поистоветува и жената како нежна, како мирна, како тивка. Сега Glitches доаѓа баш од тој момент, како грешка, како нешто што требало да биде поинаку, а не така. Да, искрено, ова ми е многу интересно, кога веќе ми ги постави двете, веројатно, најважни парадигми што ги отвара оваа тема и твојата пракса во истата. Мислам дека тоа на што прво и подсвесно ќе ти отиде фокусот е тоа дека нашите природни процеси кои што подразбираат и болест, и болка, и ранливост, како што кажа и слично, се доживуваат како грешки од надвор и права да се чувствуваме ние како да потфрламе и како да не сме доволно продуктивни во секоја смисла на зборот, а всушност грешката е од надвор, дека не редуцира на одредени органи или делови од телото, а не доживува и третира како целосни човечки битија. Така е. Изложбата зборува баш за тој момент, баш за општеството, баш за и сака да креира една целина, односно еден простор на заедништво, каде што нема да биде срамота да се збори за овие теми и нема да биде сватено како некој недостаток и да биде жената, како што кажа, да биде жената да биде орган, а не целост. Така што изложбата има за цел да направи поголема општество со поголема емпатичност и да креира една заедница каде што споделувањето не е немоќ, туку е сила и сплотување
па заедно сите да искреираме едно поемпатично општество што прифаќа и заедно да се избориме исто така и за подобар здравствен систем и условите во здравствениот систем да бидат подобри за сите нас. Искрено мислам дека од една страна вака сега кога си седиме на маса и слично и во некој полу безбеден простор, зашто нели секој простор не може да биде целосно безбеден и овој вид на разговор е ранливост и изложување на некој начин, но еве да речеме дека е лесно да се каже дека креираме нешто што ни помага да создаваме врски на поддршка, на емпатија, на заедништво и дека на некој начин ја одиме против стигмата која што е поврзана со женското тело и особено со репродуктивното здравје. Но можам да претпоставам дека всушност тоа е многу тежок процес да се изложиш себе си на тој начин и практично од нешто што е многу интимно, а тоа е предизвик со кој што се соочува едно тело, да го извадиш од себе во форма на уметност и да го споделиш со луѓето. Мислам дека и тоа е некако многу голем предизвик, особено затоа што стварно има многу голема стигма поврзана со нашите тела како такви, па особено на нашите болни тела, затоа што нели тоа е најонака нешто што останува во приватниот домен. Ме интересира како изгледаше тој процес за тебе, дали како практично стигна до одлуката да се занимаваш со сопственото тело во уметничка смисла, и не знам како гледаш сега од кога се готови телата и се спремаш нели за самата изложба, како од другата страна погледнуваш на тој процес, дали ти беше ослободувачки или имаше некои моменти на самоцензура, на прашување на диалог со сама себе до каде можеш да го поканиш другиот во твојот интимен простор и слично, на процес кој што телесен, кој што ти го имаш поминато? Да, вака, искрено за автоцензурата стигнував до некои моменти такви, кај што онака два пати се препрашував дали нештото да отиде или не, дали ова треба да го кажам или не. Ама пошто веќе имам работено таа тема, тоа беше мојата прва магистарска изложба цензура. Многу внимавам на тие ствари и затоа решив, пошто ова не се работи толку за мене колку што се работи за другите жени, не само за жени, туку и за мажи, пошто изложбата има и едукативна и активистичка цел. Така што решив уште на сам старт дека ако нештото го правам, ќе го правам до крај и нема да се само цензурирам, нема да се занимавам со тоа дали некој нешто ќе помисли, ќе рече, пошто секогаш некој нешто помислува и нешто ќе рече. Така што едноставно е едно соголување целосно и ставање во контекст на женското тело во различни контексти. Дури имам една фотографија кај што сум ставена во улога на бебе и го поврзувам тој момент со кујната. Значи користам елементи од кујната, сум легната на кревет во улога на бебе, затоа што си играм практично со елементи од кујната, затоа што не сум воопшто функционална, буквално лежев и остават другите да се грижат за мене, односно мојот партнер. И едноставно и не ја задоволував таа улога што е дадена посекако на жената. Така што буквално има од целиот процес опфатено моменти и е направена како еден фотоесеј, каде што немам пропуштено ниту еден момент, ниту една фаза од целиот процес, значи од предоперација, за време на операција и во моментите на заздравување. Сега апсолутно физички е најтешко после операција или за време на операција и после операција првите денови физички и кога е заздравувањето физичко, но после тоа моментот на ресоциализација за мене беше најпредизвикувачки. И затоа сакам да ги отворам овие теми, затоа што никој не зборува за тоа и после, например, после операција, кога се ресоциализираш, например, луѓето надвор не знаат дека ти ништо си прошол. И ти се соочуваш баш со истите предизвици и со
со кој што, например, да си здрав и да си најнормално социализиран, може да не би ти паднале толку тешко, но кога си кревок и кога едноставно, не знам, кај нас секојдневието е такво, што јас да запалам кола и да извозам, не знам, од Лисича до центар, јас сигурно доживувам 2-3 нервни слома. Значи, тоа е факт. Така што, од аспект на кревкост, тоа е уште поголем предизвик. Да, целосно скроз резонирала со мене и мислам дека постои и веројатно и стигма во доменот затоа што сме isforsirani постојано да бидеме хиперпродуктивни. Мислам дека и самите на себе си правиме притисок, дури и кога сме во постоперативни периоди или кога закрпнуваме телесно од нешто, дека не сме доволно продуктивни, нели, дека со тоа не сме доволно вредни и дека треба на некој начин да се оправдаме, дека ни треба поголема пауза од работа или дека не можеме да постоиме во јавниот простор и во социализацијата на начин на кој што сме го правеле тоа порано, така што мислам дека и ова апсолутно не е нешто што доволно го разговараме за какво е чувството на предавство што веќе го интернализираш, дека твоето тело те предава и ти не можеш да бидеш out there како што се очекува од тебе. Да, тоа е многу тежок, ќе кажам, момент, затоа што моментот на недоволност, моментот на ти буквално лежиш и ништо не се случува, значи околу тебе се случуваат само ствари, циркулираат работите околу тебе, ти ништо не правиш, значи буквално мене ми беа сите дуксери испокапани, значи тоа го имам и како инсталација, не самата изложба, затоа што јас буквално се правев лежечки, ја не можев ни да седам, тоа е таква операција што имав, што не смееш да седиш, значи буквално треба да се во лежечка положба и ти носат јадење, значи буквално како бебе. Сега има исто предизвикувачки моменти од аспект на тоа дека нештото трае и нели се очекува да заврши, но кај мене тој момент баш што го зборуваш дека ради непродуктивноста јас не сум човек што може да седи и ништо да не прави. И затоа се активирав многу порано од тоа што требаше. А и ради недостаток на информации и ради антибиотиците што ги примив и анестезиите, пошто примив 3 антибиотици во рокот месец и пол и 3 анестезии, затоа што имав 3 зафати. Првиот зафат беше кератажа, вториот зафат беше лип процедура, односно нов начин на конизација, не е класична конизација, него е лип, тоа е како ласерски начин на отстранување на дел од грлото на матката. И после тоа, заради тоа, нели, таа недоволност, недоволно правење на стварите и прерано активирање, пукна крвен сад. И пак се вратив во болница. Значи, само што се залечив од травмата, од условите во нашето здравство, затоа што процедурата ја правев на клиника. Условите се такви какви што се, јас се надавам дека ќе бидат апсолутно подобри. Но тогаш беа такви какви што беа и таман се залечив од целата таа травма, се случи момент на повторно враќање назад. Тука мислам дека ми беше најтешко. И после тоа нормално, мислам дека 2 пати го преживеав нештото. Требаше да биде брзо и лесно, ама кај мене се одолговлечи на месец дена лежење. И зависност од друг. Кажи ми ти како дојде до моментот многу често, многу доцна ги откриваме овој вид на диагнози. Некогаш по случаен пат ќе се провериш и ќе откриеш дека имаш ХПВ или слично. И ме интересира како ти во твојот случај каков беше и тој процес на детекција. Прво ќе почнам од моментот на лутање, затоа што јас исто така не знаев што ми се случува. Јас сум човек што иде многу често на лекар, односно многу сум дисциплинирана кога станува збор за здравјето. Исто и на гинеколог сум идела многу често.
и ја чувствував цело време дека нешто ми се случува и имав постојан пат на имунитетот. Немаше вирус онака што ќе ме сретне, нема да ми се закачи, не ми се случуваше тоа како ХПВ-то да ми го зимаше цел имунитет. И првиот знак беше тоа, а второ ми се појави Ешерихија коли. Тоа беше втората фаза. Третата фаза беше од антибиотикот од Ешерихија коли ми се појави кандида. Процесот со кандида беше баш измачувачки и траеше као многу време. Таман ќе се залечам, нема да јадам благо, ќе ја редуцирам исхраната, ќе ја прилагодам според тоа, нели, на кандидата што не и дава да расте. И у еден момент ќе каснам една коцка чоколада, ќе се напијам едно пиво и пак одново почине цел процес. И ми беше многу чудно, како телово да не работеше за мене. Менував гинеколози и сменив 3 гинеколози во многу краток период со надеж дека некој нешто ќе ми каже ново. Моите пап тестови беа сите чисти. Јас на пап тест немав никаква абнормалност и тука е најзастрашувачкиот факт дека на пап тестовите не се валидни и не може да го детектираат ХПВ вирусот. Значи за ХПВ вирусот да се детектира мора да се направи ХПВ типизација. И јас мислам дека пап тестот треба да иде паралелно со ХПВ тестот. Значи кога се прави пап тест треба да се направи и ХПВ типизација. За да може да се открие, затоа што преголема е штетата што ја нанесува ХПВ вирусот, а е толку тивок и нема никакви, не укажува дека нешто се случува. Кај мене веќе беше во некаква фаза за јас да почнам да се чувствувам така, али на почеток не покажува никакви знаци. Да, особено ова мислам многу е језиво кога ќе помислиш дека доколку нешто рано детектираш, не можеш да мислам поголема е веројатноста дека нема да дојде до операција, дека има други начини што се многу побезболни за нашето тело за да се редуцира ваков вид на опасност. А искрено ова кога го раскажуваш, мислам постојано во позадина ми одзвонуваат притисоците и наративите за како ние треба да си ја сакаме земјата со тоа што ќе раѓаме многу деца и особено и јас и ти се наоѓаме во нека возраст кај што тој притисок е стварно многу силен, дури и од онака луѓе што ти се во најблиска околина и што ти мислат добро и што не сваќаат колку е језиво да се мислат пак и кажуваат такви работи. И од една страна кој имаш тој притисок кој што најсилно доаѓа од некој, како да кажам, гласила на државата, а истата таа држава паралелно те труе преку почвата и преку воздухот, ти го одзима правото на редовни прегледи, не ти дава доволно гинеколози за да можеш лесно и пристапно да дојдеш до таков вид на здравствени услуги и на крај кога ќе завршиш во операциона сала, условите се страшни. За жал така. Тоа е најголемиот абсурд што политиката што се креира укажува на тоа дека треба наталитетот да се зголемува, а никој не ги образува жените за да се грижа за своето репродуктивно здравје. Значи, како јас да родам дете, ако моето тело не е во целосен баланс? Значи, јас со самото излегување од дома, јас имам одма дисбаланс. Така, значи, за да се случи дете, треба да биде се во перфектен баланс, така. Да излегувам од дома, прво, се соочувам со преголема агресија во сообраќај. Животот ми е загрозен, значи тоа е огромен стрес. Така, стресот го намалува имунитетот. Воздухот исто така, старите коли што ги дишам кога одам по улица, исто така. Храната што не знаеме од каде потекнува, почвата дека не е отруена и сите тие ствари ти што само што ги напомена. Апсолутно се е насочено против нас и против нашиот имунитет и здравје, а од друга страна ние треба да раѓаме. И малце тотално контрадикторно, сето тоа мислам дека треба малце да се потрудиме и да размислиме во насока на тоа како да ги едуцираме жените, како жените да се грижат, како овие теми да не се табу, затоа што
не може едно со друго не иде. Не може ние да бараме наталитет, а да немаме средства со кои што може да стигнеме до таму. Да, нормално и да не збориме за тоа, дури да решиш да станеш мајка и да станеш мајка, потоа со какви услови и во каква средина треба да го растеш тоа дете и каков вид на стрес и очај тоа може да предизвика. Мислам дека исто така многу е важно и затоа ми е многу драго што го правиме овој разговор, затоа што сметам дека настрана сите овие многу сериозни предизвици кои што се поврзани директно со што доаѓаат од политичкиот простор, да речеме, условите во кои што постојат нашите тела, мислам дека има као сериозна општествена стигма поврзана со ХПВ вирусот и заради тоа многу онака проаѓа под радар и мислам дека историски се неточно се поврзува со не знам, одредени животни стилови кои средината ги смета за погрешни, иако едното со другото нема никаква врска и има, не знам, такви некои верувања дека ако си промискуитетна жена ќе добиеш ХПВ вирус и такви некои ствари, и е толку честа појава, а толку ретко се зборува за оваа тема и јас и многу ретко слушам пракса да те упатат на, како што ти кажа, на проверка и искрено мислам дека веројатно пошто овие процеси се многу комплексни кога зборуваме за како може самото здравство да се подобри, али вајда првиот чекор е ние да разговараме меѓу себе за тебе кога ти се случува нешто, да не се чувствуваш дека само твоето тело потфрла или дека си една во илјада, затоа што тоа е многу далеку статистички од реалноста. Да, па тоа исто така многу ме мотивираше да направам оваа изложба, затоа што јас го исчистив ХПВ-то одма 6 месеци после операцијата, значи тоа е рекорден период, ама ми беше прилагодено буквално се. Значи исхрана со све точно, буквално живеев во сериозна дисциплина за да се случи тоа и сум пресреќна што ги имав условите за да си ги набавам сите суплементи кои што ми помогнаа да го направам тоа. Не секој може да го направи тоа. Сега кога ги земав резултатите после операцијата, имав 2 негативни резултати на ХПВ вирус, така што кога и да ги земав резултатите, сестрата викаше дојди вика на колегите негативен ХПВ тест, знаеш. И тоа ми укажа дека уствари секоја една жена што прави ХПВ типизација има ХПВ. И чиме толку ретко и е како чудо дека е негативен тестот на ХПВ, тоа укажува на нешто друго. Тоа укажува дека не се зборува за оваа тема, е многу присутна. И дека не се проверуваме. Да, и исто така и за вакцинација, исто така. Не се зборува. Едноставно, мислам дека особено младиве не ни знаат што е ХПВ вирусот, а не да стигнат до момент на вакцинација. Значи, ние прво треба да едуцираме, па да бараме промена. Апсолутно, ама мислам дека овде сега и доаѓа во игра дека во релација со напливот на дезинформации, лажни вести, онака буквално шум и труење на јавниот простор со секакви мислења и ставови на овие теми. Мислам дека малце се измешаа работите, затоа што се сеќавам јас кога дојде во земјата опцијата за вакцинација за ХПВ, дека имаше огромна галама неподдржана баш со издржани факти, затоа што за многу работи недостасува издржана информирана јавна дебата која што на вистински начин ќе ги информира граѓаните за да може да донесат информирана одлука за своите тела. Така да и ова малце влезе во доменот на антиваксерски некои дебати, дискусии, кревање на паника и слично. И мислам дека
На ова може да се надоврзи и тоа дека немаме уште сеопфатно сексуално образование и Тоа сега сакав да го практично кажам. ти не си здравствено лице, ти немаш услови да правиш одлуки според твоето интуитивно чувство за телото, кога ти на вистина треба да го имаш тоа знаење за да може да знаеш како да постапуваш во моменти кога ти е потребна здравствена грижа. И ти ако не го разбираш своето тело, ако не ги разбираш процесите, ако не знаеш дека треба да се провериш за ХПВ, пошто никој не ти кажува, нормално дека се што ќе чувствуваш на крај е срам и чувство на потфрлање на собственото тело и на тоа дека ти не си направила секој што треба, ти практично не си знаела што треба да направиш зашто никој не те учи. Така е, но тажно е што кај нас сите обиди за вметнување на сексуалното образование во образовните процеси не било добро пречекано, особено од родителите, и најчесто тоа се поистоветува дека ако децата имаат сексуално образование ќе бидат посексуално активни, што не е случај. Значи праксата го покажува тотално спротивното, колку повеќе се информирани, толку покасно ќе почнат со сексуална активност, а исто така ќе знаат како да се заштитат. Сега, на првичната заштита за да се заштити еден млад човек од ХПВ вирусот е презерватив, кондом, така што тоа е првото нешто што може да го направи. Но тажната работа е тоа дека ХПВ вирусот може да биде и на кожата, така што не е целосна и таа заштита. Така што редовните проверки се клучни. За ова треба да се зборува и секој што нема направено ХПВ типизација мора да го направи. Тоа најбрзо што може. Затоа што и процесот на вакцинација е стигматизиран и темата како освестување е стигматизирана за заштита и грижа на женското здравје. Така што јас верувам дека надвор има многу девојки што го имаат вирусот, а не се свесни за тоа. И се додека се открие во рана фаза, ќе може да се делува и да не се стигне до мојата ситуација. Тоа ми е мене главната цел, уствари да не стигнат жените до оваа ситуација, затоа што е многу измачувачки процес што е непотребен ако се делува на време. Затоа што како делува вирусот, сега јас не сум медицинско лице, апсолутно сум лаик на темава, ама можам да го кажам преку моje искуство и преку работите што ја имам читано, што сама сум се едуцирала за да сватам што мене ми се случува, што на моето тело му се случува и како сама да си помогнам. Така што вирусот ги видоизменува клетките и после тоа клетките го напаѓаат здравото ткиво. И после некое време, од кога е присутен вирусот, а ние имаме многу голема склоност и сите услови за да не биде паднат имунитетот. Затоа што вируса и не се лечи со антибиотик. Значи мора самото тело, односно имунитетот, да се ослободи од вирусот. И сега, кога се е насочено против нашиот имунитет, ние мораме сами и мора да постои свесност за тоа, затоа што ниту имаме воздух, ниту имаме вода, ниту имаме почва и храната што јадеме, не знаеме од кај потекнува и какви пестициди има на нејза, така што буквално од сите страни ние сме нападнати, односно нашиот имунитет, така што тоа е тоа. Мислам дека нешто што исто ме интересира во поглед на твојот процес на залекување, затоа што и тоа е, нели тоа го истражуваш тематски преку делата. Мислам дека многу често кога здравствената состојба ќе отиде до тој момент кај што ни е потребна операција, што е нели навистина по насилна метода на како да кажам, на враќање на некоја првобитна состојба во телото, но никогаш нема да биде првобитна затоа што веќе стигнала до таму. Мислам дека може да се случи некој процес на отуѓување на чувството на ownership, на агенс кон сопственото тело. Секој нормално различно проаѓа низ овие процеси. Мислам и самата болест може да не доведе во таа состојба на
на отуѓување. Ме интересира каков беше твојот процес на залекување, дали си ја врати таа некоја комуникација со сопственото тело и дали успеа преку овој процес, затоа што малце го начнавме тоа како тема да му дадеш одмор, да го прифатиш во својата непродуктивна состојба и во состојба во која што мораш да зависиш од другите луѓе и некако што научи низ тој процес за себе си. Па пред се научив да го сакам повеќе и да го слушам повеќе, затоа што телото секогаш се ни кажува, само што ние сме толку многу оддалечени и секојдневието не оддалечува, затоа што за да си во конекција со телото треба си во мир. Ние немаме мир. Значи, едноставно изложен си. Секој ден си изложен и едноставно моментот, например, после операција мене беше баш си го запознавав телото и дозволив да го слушам и да го засакам баш такво какво што е. И многу повеќе се поврзав со себе отколку претходно и сватив колку е кревко и колку е битно да го сакаме. И да работиме заедно со него, затоа што на телото не му е целата да биде против нас, апсолутно работи за нас. И организмот се бори. Само ние треба да му помогнеме и да го слушаме и да не идеме против него. Но да, апсолутно тие моменти на самотија, моментот на 4 цита, правење ништо, буквално, ако ти не си ментално стабилен и целосно искрен со себе, пошто секакви мисли може да ти дојдат, затоа што имаш многу време за размислување. Мораш да си пред се ментално стабилен, за да може целата ситуација да пројде без последици. Посериозни, ментални. Мислам, секако ќе има ментални последици за самиот момент дека ти си затворен дома во 4 ѕида и се моментите на социализација отупуваат и после ресоциализација, моментот на ресоциализација е многу потежок. Не си навикнат, звуците се различни, се е различно, но имаш еден момент што како јас сватив дека надворешноста ме вознемирува, дека ми е изложено од секојдневно телото, јас навечер стегам вилицата. И носам штитник. Тоа ми е многу страв да го пробам. Штитник, да. Па јас ги кршев пломбите и на заболекар ми рекоа, веќе нема смисла, можеш да си ставиш штитник, затоа што секоја недела практично идов на заболекар да ме минуваат пломба. Века, нова е пломбата, најквалитетна, значи не е до пломбата до тебе. Да. И сега во овој период на закрепнување, јас не стегав вилицата и го тргнав штитникот. И тоа ми каже се. Тоа ми каже се. Затоа што, уствари, кога читав зашто се стега вилицата, тоа е затоа што телото ти е цело време под грч и у моментот, преку текот на денот, нели, за да ги завршиш сите обврски, за да бидеш успешна жена и слично, да бидеш пофалена, да бидеш добра за општеството, околината, дома, све. И кога ќе си легнеш навечер, телото се олабавува и целот тој стрес што е акумулиран, пошто се отпуштаат сите мускули, иде на вилицата. И затоа се стега. Тригернов од самата себе. Да, ово исто така ме потсети за процесот, нели, на крај на јога пракса, која, нели, треба да влезеш во некоја состојба на целосно опуштање и нормално си имала таков ден како што и секој ден. Многу интензивен и многу стресен, и треба, нели, ова саат и пол пракса малце да те залечи, да те врати во некој баланс. И онака лежам и, нели, се проаѓаш низ различните делови на телото. Да, опуштени очи. Опуштена и као фак вилицава, рака цела стегната, вушавасана. Да. Ја можам свесно да ја опуштам, ама кога пред заспивање и кога ќе заспиам, веќе кога не ја контролирам, тогаш почиња
Да, тоа е моментот пошто накај да си лежиш после вежбање и треба да ти се уклучи мозокот за да сватиш дека сепак има некој дел од тебе што стега за ти свесно да го опуштиш, а да, кога си скроз разоружен успиење, немаш такви команди, тоа да, апсолутно нешто ти кажува за каков ментален простор живееш секојдневно. Нешто исто така, више кога почнавме да збориме за конкретни делови од телото, нешто што ми спомна пред снимање и сега морам да те потпрашам, е за монологот на вагината, кој што е дел од изложбата и многу некако сакам да знам зашто се работи. Немам многу да ти откривам за да ти биде интересно вечер, али тоа е процес кај што има почеток, средина и крај, кај што вагината има HPV вирус и како проаѓа, како се избори сама со себе и како и се обраќа на жената и вика кога ти да бидеш тука доле, а јас горе и да одлучувам што ќе јадам, што ќе пијам. Затоа што, например, за HPV вирусот е многу клучно што се јаде и што се пие нормално, нели, за имунитетот. Не смее да се пие алкохол, кафе, цигари, никако не смеат цигари да се пушат. Јас, например, и тоа беше исто многу голем презвик, што откажав цигари пред операција. И тоа траеше некои 6 месеци. И после пак се врати? После, како пушам 1-2, така се пијачка некојаш, ама да, не дозволувам да ме биде баш као порок, зависност и да ме контролира, туку јас го контролирам и буквално го уживам моментот. Не дозволувам да ми направи штета. Гледам да ги контролирам, барам тие работи. Да, пороците во доменот на задоволството. Да. Тешка е таа граница. Да, многу е тешка, особено у нашево општество, кај што живееме, е претешка затоа што цело време сме под некој напон, под некој стрес, под некаква агресија се лепи на нас од околината. И моментите на опуштање многу често ги поистоветуваме со алкохол. И тоа е исто така една тема што јас ја работев во претходната изложба Кралот алкохол. Тоа беше документарна изложба каде што баш оваа тематика, пошто многу силно ме засегаше, особено дека моментот дека сум од Кавадарци и таму особено е нормализирано пиењето на алкохол, ама во огромни количини. Јас не викам дека не треба да се пие алкохол и апсолутно е во ред и кога треба нешто да се прослави и слично, во ред е. Ама да има граница и да биде во одреден баланс, а не да биде демидж за телото и умот. Добро, да знаеме дека алкохолот е нешто што е најопштествено прифатливо, не е ни прифатливо, isforsirано како нешто што е пренормално и што не се зборува доволно за штетата што ја нанесува и едноставно има и ова е некоја тема што е многу стигматизирана. Стигматизирана од аспект на тоа дека стигматизирано е да направиш пауза од алкохол или да не пиеш или многу е захтевно да се обидеш во било која форма да направиш дистанца од... Да, и најчесто кога ќе кажеш не, сите те гледа да шутија нешто. Да шутија, да. Да, тоа е, искрено ме мачи тоа што сме научиле низ годиниве да само на такви форми на дружење. Ми фали нешто друго, јас во овие, да, апсолутно јас сум го правила тоа во одредени години, кога не сум била свесна до овој степен, ама сега веќе тоа ме троши и вади од мене неубави работи. Многу повеќе би сакала да се дружам во природа и онака да ми лачи телото природен допамин, пошто тоа па е незаменливо. Ова со алкохолот е момент и тоа е, да речеме, неколку сати, ама после штетата што ја прави се осеќа цела недела. Барем мене ми е така. Да, и плюс е депресан, така што... Да. И психички си ја зима својата цена, ама мислам дека нешто што во тој поглед треба да се направи
е колективно редефинирање, затоа што ние сме многу друштвен народ и тоа е прекрасно, ама треба малце, мислам дека по дефолт кога сакаме да се дружиме со некој, се договараме да идеме на пијачка. Стварно има други работи што може да ги правиме заедно, зашто ти сакаш да си ги видиш другарките, као не е дека секој пат ти се пие пијачка, као има и други работи што може да ги правиме за социјалното ткиво да си се одржува и зајакнува дури, али мислам дека тоа не е дефолтот, зашто сме де факто растени од таа култура, мислам растени сме во кафана, као баш сме спиеле како деца во кафана. сме спиеле. Мислам и дома да кажеш на семен ручек дека не пиеш, се гледаат као шо ти е. Зими една чаша, лабави се. Сега татко ми, например, татко ми, например, прави ракија. Сега јас да отидам у кавадарти да седнам на ручек и да не се напијам, да не му ја пробам ракијата. Нема шанс. Не проаѓа едноставно. Не проаѓа тоа. Не, во ред е да се дегустира, да се напиеш една, две пијачки, три, максимум, да не ти направи штета. И да се пие вода со алкохолот, за да не се направи дехидрирање на организмот. Јас во овој период многу го пазам тоа, например, кога пијам алкохол, секогаш се хидрирам, за утре дента да ми биде поднослив живот. Добро, ама не мислам дека проблемот е во голема мера што и на тоа треба да се работи, тоа треба да се редуцира, дека нашите coping mechanisms во голема мера се штетни за самите нас, а немаме изнајден, мислам стварно живееме во многу стресно време, во многу стресна средина и тензијата и фрикцијата се на високо ниво, и тие пракси ги гледаме како форма на олабавување, и потоа и на долг рок, а и на краток ни прават уште полошо да се осеќаме и тоа е факт, така што мислам дека и ова е стварно исто како ХПВ вирусот, уште една тема што многу ретко рака ја збориме, дека окей да си ги редефинираме дружбите. Не само окей, него во голема мера е потребно. Многу ни е потребно, особено да проаѓаме време во природа, особено ние што живееме во Скопје, тоа мислам дека е маст. Да. Си размислував која беше последен пат кога бев во природа. Одамна беше. Добро, јас мислам дека некако опфативме еден широк спектар на теми и може би сакам полека да го заокружувам овој разговор со тоа што ме интересира дали Glitches ја гледаш како некое заокружување на ова конкретна епизода во твојот живот или баш ти отвара поле на работа со која што сакаш и во иднината да се бавиш или е нешто веќе што сакаш да си го оставиш зад тебе? Од аспект на емотивен момент и раскажување за тој период пред, за времена и постоперативен, сакам да го затворам тој чептер, пошто стварно има поминато година и пол, јас сега ја правев изложбата до последниот момент, така што на некој начин правев и рекол на некои емоции, што апсолутно ми направи и ослободување, но апсолутно и ми отвори некои рани, да речам, што и трауми што тогаш сум ги доживувала. Од тој аспект, од аспект на приказна за мојата борба, би го затворила како чептар, ама не би престанала да зборувам за овие теми, пошто мислам дека се клучни за заштита на репродуктивното здравје, особено кај нас. И би сакала исто така да имам шанса и во други градови да го направам истото, затоа што ХПВ вирусот не е присутен само во Скопје, а не секој може да дојде во Скопје, значи таа информираност мора некако да циркулира и во другите градови и да бидат опфатени што е можно поголем број на жени. Да, мислам дека би било баш фино доколку самата изложба може да пропатува во повеќе града или да се организира таков вид на интерактивни работилници каде што
преку разговори, споделување, на крај се случува и таков некој момент на создавање, затоа што мислам дека тоа многу ни помага во враќање на тоа чувство на доверба и комуникација со сопственото тело. Мислам дека е многу добар медиум, да речеме. Да. На изложбата има фотографии, видео, инсталации и поезија. Поезијата е креирана од Тијана Спасовска, значи повеќе форми на уметност кои што зборуваат за битноста на оваа тема. Така што иако е медицинска темата, апсолутно мислам дека преку уметност може да се отвори, да направи промена. Апсолутно да. Да ја поздравиме и Тијана во оваа прилика, која што напише одличен текст поврзан со твојата изложба. Мислам дека се служуваме, мислам дека тоа што исто така многу важно и што исто така оди во насока на дестигматизација е, сега се потсетив за тоа што тоа го стои во текстот на Тијана. Мислам дека сме преобземени со една искурирана и перформативна и нереална слика за што е и како изгледа и како перформира женското тело и единствен начин на тоа да го донесеме реалното искуство во просторот е буквално да го носиме во просторот, дали е тоа преку разговори, дали е преку уметност, дали е преку било каков медиум и да користиме. Затоа што мислам дека во оваа атмосфера никој не се чувствува дека нивното тело е доволно добро, функционално, убаво, продуктивно, што и да е тоа кон што сме насочени да се чувствуваме дека ни недостасува. Така што малце да се врати фокусот на комплексноста на бидувањето жив човек, мислам дека примарна функција денес на било кој уметник, творец, мислител, што и да е. Така е, особено моментот дека на социјалните мрежи кои што проаѓаме многу време, реално, во текот на денот, цело време гледаме една реалност што се креира и што изгледа перфектно. И кога ќе го споредиш ти твојот живот што вистински го гледаш и што се состои од многу неперфектни моменти, и телото, кога ќе се споредиш, едноставно изгледа како да тебе нешто да ти недостасува, во суштина не е така, тоа е една нереална слика што се креира и секогаш кога ќе се споредиш ти со нешто такво, апсолутно ќе потврлиш. Но вистината не е тоа се некои сегменти само од целиот живот и целата реалност што се случува, што се искреирани. Да, мислам, веќе не се ни работи за сегменти од реалност, не за целосно перформиран момент за публика. Али многу интересно дека во споредба со тоа ти се чувствуваш како не човек, а веќе мислам тоа е отидено до таму што мислам ти многу често тоа што го среќаваш во тој простор и AI generated, као не е ни дека се споредуваш со луѓе. Мислам веќе и тоа го надминавме, као се споредуваме со нешто што не ни постои во реалноста, никако живот, никако тело. Да, апсолутно. Ама човечкото тело не треба да биде перфектно. Перфектно е само по себе. Значи таа перфектност што ни се креира, тоа за мене не е перфектност, тоа е многу досадно, например. Ете, и со тоа што ги изменуваме нашите тела и на ботокси и слично за да се допаднеме, значи за да бидеме прифатени, за да влеземе во некоја линија што е општо прифатена. Сето тоа само води до еден момент кај што женското тело е загрозено, не добива ништо позитивно. Па да, затоа што мислам ветувањето е дека на тој начин ќе се сакаш повеќе себе си, а реалноста е дека е пат што нема крај, дека и само те оддалечува од тебе. Не те доближува, само те оддалечува. Најбитен момент е да бидеш здрав и да си поврзан со своето тело и да се сакаш себе си и да се приваќаш одново и одново секој ден и да се менуваш. Не да си перфектен. Не постои такво нешто.
Да, ама мислам дека и предизвик и нешто што треба да го вежбаме е да се сакаме себе си кога не сме здрави. Апсолутно. Тоа и го прикажувам на изложбата, тоа и ми е целта. Значи, фотографијата буквално може да прикаже два моменти. Може да биде брутална вистина или брутална невистина. Така што јас пробувам преку сите овие работи што вечерва ќе ги видиш, да го прикажам тој момент, да искористам фотографијата како момент на вистина. Не како лага. Дури брутално видоизменета, но прилагодена на таа некоја вистина што јас ја преживував. Сонја, јас сум ти многу благодарна што ја прифати мојата покана и што беше многу отворена и ранлива и во оваа форма. И се надевам дека ќе направи сериозно ехо темата што ја отвораш на овој начин. Фала ти тебе на поканата и јас искрено се надевам и сум апсолутно отворена за било која ранлива жена да ми пише и да ме контактира било кое време. Ова е многу важно. Фала ви што не гледавте и чувствувате се слободно да ни пишувате за вако вид на прашања, дилеми и слично, тука сме една за друга. Фала ви, чао. Чао.